Tonight we're forever young. Through the pain and the heartaches, there's still love for everyone. There's still love for everyone. Hey, would you believe me if I said we are here for a reason now? Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов и компанија. Добро вечер. Канал 77, радио и телевизија. Ти си задолжен за тоа, Маđo. Повеќе за телевизија, онака сум повеќе телевизиски лик за да можам некако да се снаоѓам на телевизија. А не би рекол. Ја не би те пуштил на телевизија. Некако си ми она баш лик за на телевизија. Повеќе сум за радио. Мислиш? Да. Кај се може да се гледа, да се слуша оваа емисија? Оваа емисија може да ја гледаш на YouTube, може да на Facebook со стримање, може да се сочуваш како линк преку веб страницата на канал 77 и да се изгледаш на рад, ако евентуално може би си зафатен со нешто друго. Види, да бидеме реални за на телевизија само Снешка. Зоран Гега Маđовски, Столе Наумов и Снежана Искрено, Новаковска. како почнавте да се фалите, мислев дека мене ќе ме заборавите вечерва. Добро вечер до слушателите и до гледачите. И двајцата сте за на телевизија, искрено да ви кажам, вака дотирани, средени, дефинитивно. Јас си Столе, мислам дека Столе како спикер може да го ставиме да чита вести или нешто така. Да, добро заклучува. Знаеш ли на телевизија што е точно кога гледаш? Ајде. Само временска прогноза. Кажи слободно за која телевизија, мислам, немај сега во ракавици. За Сител мислиш? Или за Телма? Столе, прашањето оригинално е вака. Што е најточно на вестите на Сител телевизија? Значи, ова е оригинал прашањето. Точно е само 19 часот. Па не би рекол и тоа. Мислиш дека и тука Има и други точни работи сега. Немојте гостинки имаме од Сител телевизија, немојте во старте го. Па добро, му правиме реклама, му правиме терен и шишана треба за да може да фудбалерите да играат. Крема да му правите. Вечерва ќе зборуваме за фудбал. Ќе зборуваме за политичка криза. Ќе зборуваме за Господ. За попови. За црква. За религија. Амин. Знаете ли некои вицови за попови? Јас знам, многу се мрсне, да кажам, и не би се осудил да го Снешка, да кажам. мислам дека ми е најдуховита вечера некако. Освен еден имаше Погледне како е во низок старт за каже виц. како одредуваат поповите што тие ќе земат, ќе задржат за себе од парите, а што ќе дадат на другите. Ќе фрлат се во воздух, тоа што ќе остане во воздух е за Господ, а се што ќе падне долу е нивно. Добра пресметка. Снешка, ти знаеш некој? Паметна пресметка. Па, има неколку што ги знам, што ги избрав, што не се мрсни. Значи, навлезот во рај, доаѓаат поп и возач на автобус. И кај Свети Петар вели, ти возачу на автобусот можеш прв да влезеш во рајот. А попот вика, зошто он прв? Зошто вика ја како свештено лице нема прв да влезам? Затоа што вика кога ти држиш литургија сите спијат, а кога он вози автобус сите на Бога му се молат. Вербата во Бога е добра. Асоцијации за нашите гости. Првиот гостин Владика. Од Дресен е по потекло, сега е низ Европа. Мислам дека многу
многу лесно ќе го погодат А од нашите Ресенско слушатели. беше и дедо Кирил, да знаеш. Тој од таму, од тој крај. Кумановско-Полошки беше Така. се напред да почине. Вториот гостин, новинар, така, голем, корпулентен, води вести на една телевизија. А не оној Валентин. Сега Ептен лесно ќе биде да го погода. Има А 20. стран не е сет, не е плав, и кој друг. Ќе се зезнат. Ивона сигурно не. Па таа една не помислив. Кај првиот гостин можам да кажам само дополнително дека не е баш многу омилен кај власта. Имаше еден наслов на времето Груевски го анатемиса владиката тој. Наши телефони се 032-3977-17, 3977-07, а можете да испратите порека на 142-177. Да, и да не заборавиме дека хаштагот Ноќен експрес е за твитерџиите кои што сакат да не дружат, а не дружат овие 20 емисии веќе добро, и може да ни коментираат на радио мрежа Канал 77 на фанпејдж профилот баш онака да се дружиме од сите страни, што би рекло Сардисани, да ми има сите. Вечерва ќе гледаме и најдобро од Ноќен експрес од досегашните 19 емисии, нели ова е 20 емисија, неколку парчиња, интересни видео, фотографии од сите тие емисии, оние најинтересните карикатурите. А вечерва секако ќе имаме и бенд. Бендот се вика Backdoor Band. Охриѓани се. Дали ме слушаат? Треба Жарко да ме слуша. Жарко, обично со имињата на бендовите се бавиме Backdoor. На задна врата влегувате некако скришно, како швалери. Од кај бе идејата? Идејата е баш од тоа нешто што ти се го спомна. Тоа е од една песна од Doors, The Backdoor Man, така, не знам, ни делуваше интересно и на времето кога почнувавме си го направивме во наша некоја сикованица Backdoor Band Кастера. Жаре, колку време постоите, свирите рок, Па постоиме исклучиво рок, Да, исклучиво рок, 5,5 години постоиме, снимаме и наша музика, свириме наши песни и така. сите сте од Охрид или има некој од Струга? Сите сме. Како градоначалникот? Не, градоначалниците ни се од Струга, али бендот ни е од Охрид. Мене ми е сумнителен тапанарот, нешто изгледа има проблем со вакцината. Да. Е, Противвесливо му е, значи еднаш месечно обавезно мора да ја прими. Ова е посебна вакцина. Што ќе свирите вечера? Па ќе ви се представиме со дел наши песни, а нешто ќе свириме по ваш вкус, old school rock and roll. Повелете.
Ноќен експрес. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Контакт телефон 032 397 707 и 397 727. СМС контакт 142 177. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880 222. Во сценариото пишува прво видео поинтересни делови од изминативе 19 емисии, а подосна ќе го слушнеме после овој коментар или прогноза на делата. Тоа ќе биде дел од она што ќе се случува вечера во наредните речиси 2 часа. Личности на блиската иднина, според мене, се Том и Джери, омилени јунаци од цртаните филмови на нашето детство. Ке завршили во Македонија секако во цртаните филмови на Том и Джери. На крајот од денот, учителот, странецот на табла со стапче ќе покажува. Мачките и глупците се пријатели. Тие се сакаат. ВМРО, ДПМН и СДСМ, ГДОМ и протестирам, шарена револуција, Миленко, Саше, Геро и Борјан, Ерол и Мирка, Пандов, Савески, Чавков и Оливер се пријатели и треба да се сакаат, а не да се мразат. Учителот може, нема да е веќе употреблив, некако веќе потрошениот и малку повеќе контроверзен хан, ама има Европа и Америка и жени од калиберот на Могерини и Нулан. Меркел ќе е премногу, за врапци е доволна прачка или воздушна пушка, а не топ. Ангела е веќе супер тешка категорија. Ептен неравноправно ќе биде да пушташ супер тешкаш во перолесна или максимум полувелтер. Велтер. Категорија. Велтер е она помеѓу средна и полутешка. Во таа Маријан категорија Бенеш е испратен германецот Хайндл. во Велтер. Па и он е некоја тешка, не е супер тешка. Не, Велтер тамане не е од тие посилните Ти удирачи. се кажеш на Маријан Бенеш, која категорија беше? Велтер беше. После А Мате Парлов беше? полутешка. Полутешка. Значи Хайндл е полутешкаш. Не, па ако е Велтер, значи е подолу. Сепак не е Не, во нашите се Велтер. Лесна, па не може, значи. перолесна. Па може би, ако земеш вака да ги хейташ, оно ќе би испадне дека се послаба категорија. Сепак, ама жилави се. Моментот, знаеш ти дека Знаеш ли кој е најпознат македонски боксер во Реджеповски тие е златен. полестите? Реджеп Реджеповски. тој е златен. Русиски е сребрен. Од Олимпијадата во Лос Анџелес, меѓутоа мислам дека не беше златен, беше сребрен. А русиски беше провериме, бронзен. Ќе провериме. Шабан Трстена беше златен. Тој е борач. Бореј, да. Ама и тоа полесните Како и категории. да е, тоа се големи спортисти. Апсолутно. Сега треба да следува најдоброто од Ноќен експрес, па после тоа ќе го слушнеме повторно бендот Backdoor. Ноќен експрес. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувајте, слушајте радио. Обликуване се една потврда. За веро, за кај што имаме попусти и така натаму, за сите други дукени во малата трговија, просек, например, пристракачини од 16 до 17 дена. Тука е 26 денари во кантината во притвор. Запалка може да се најде за 10, максимум 20, зборувам за овие обичните сега, не за оние бик, за... Тука 30 денари за обична запалка. А токовната за обична запалка станува зборот. Во кантината ја купувавме по 30 денари. Таа кантина е државна, приватна, некоја дадена е под кирија некој да ја стопанисува. Не знам како е во моментот, тогаш кога бевме затворот стопанишуваше, значи... А од кај ги набавуваат они? Од Њујорк, од каде? Многу високи цени. Тоа се само два артикли, веројатно и кај другите се значително повисоки цени. Прашањето треба да се постави до управата на затворот, до раководителот на институцијата, тој најдобро знае од каде се набавуваат, по која цена, по која ги продаваат и така натаму. А може од друго место да купиш, да ти донесат? Може да ти пратат било што, меѓутоа
не можеше во тоа време газиран сок, Мора од кантината. мора од кантината. Например, Кока-колата беше некаде околу 100 денари, иако на пластичното шише стоеше цена на етикетата 70 или... да, 60 денари за 70 денари. 100 денари чини. Па чино ми дека беше 100 или 120, но не сум сигурен. Машала. А пиво може да се земе, алкохол? Не, алкохол не, освен ако не прошветувате. Во притвор апсолутно нема никаде телевизор, освен во таа канцеларија што е кај што се наоѓаат командирите. Телевизор, никој не може да го гледа од притворените лица. Дори проблем беше и транзистор или радио. Со доаѓањето на новиот директор, тоа е олабавено атмосферата и можеше секој притворено лице да има мал транзистор, исклучиво мал, никаков проблем. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Добар ден, јас сум Ангела Пингова, а заедно со мене се дружите од понеделник до петок од 10 до 14 низ радио етерот на радио мрежа Канал 77. Се слушаме. Пан компјутери Тетово. Дозволете да го обоиме вашето секојдневие. Изработка и монтажа на зидни фототапети. Уникатни повеќе делни слики на арт платно. Во Пан компјутери Тетово. 044 352 222. Убаво е чувството да си ги исполниме желбите денес, а да плаќаме на рати. Секогаш со вас. Diners Club Македонија. Заедно е подобро. Со VIP секогаш добивате повеќе. Изберете LG за 0 денари и добите неограничени разговори кон сите мрежи. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Форма нова мебел објавува Голема акција. најповолни цени. 127 дена и 27 артикли со екстра попуст. Мебел со знакот на Форма Идеале во Форма нова, бренд со најголем изложбен простор. Заедно го креираме вашето секојдневие. Форма нова во соработка со Форма Идеале. Идеална форма за дома. Лакалут експертот ви препорачува. При појава на пречувствителни заби докажана е штетната улога на грубите абразиви во забните пасти. Тие го оштетуваат забното ткиво и го спречуваат покривањето на дефектите. Лакалут Екстра Сензитив содржи исклучително нежна состојка со докажано ниска абразија. Таа темелно ги чисти и заштитува забите, а 4 активни состојки моментално ја намалуваат болката и трајно ја покриваат отворената дентинска рана. Јас сум професор доктор Мира Јанкуловска и за пречувствителни заби препорачувам Лакалут Екстра Сензитив. Лакалут.